Остануваме на темата поврзана со законот за употреба на јазиците, како и проширената и надградена американска црна листа со вице-премиерот Тартан Груби и судијата во апелациониот суд Енвер Беџети. Добро ден за Бобан Карапеовски, универзитетски професор, член на потесното раководство на партијата Знам, пратеник. Господин Карапеовски, со доза на еуфорија, па помалку и циничност ја искоментиравте одлуката на Стейт департментот, поранешниот вице-премиер Груби и судијата од апелациониот суд Беџети да бидат ставени на црната листа. Дали оваа црна листа всушност е шлаканица за македонскиот правосуден систем пред се? Ќе се обидам во два дела да одговорам на ова ваше прашање. Едниот е, додека го поставувавте прашањето, ме потсетивте на една моја изјава во кампањата на една друга телевизија, во една дебата, каде што реков дека ние сме им благодарни на нашите стратегиски партнери, исклучително благодарни што и составање вака на црни листи ни помагаат. Тоа е сериозна помош и ние сме им благодарни. Но тоа сериозно треба да не замисли внатре во државата како функционира нашиот правосуден систем и како може странска држава, нека и нашиот најголем стратегиски партнер, да успее да дојде до таков тип на податоци, а нашите правосудни органи тоа да не успеат да го направат. А кога американската амбасадорка вели дека во Македонија владее епидемија од криминал и дека тоа нема да се толерира, дали всушност тоа е и порака и до актуелната владеачка гарнитура? Се разбира. Ако мислите на порака дека треба сериозно да се работи на искоренувањето на криминалот во оваа држава, тоа е апсолутно порака до сите. Па, всушност не ни треба американската амбасадорка тоа да ни го каже. Тоа граѓаните секојдневно ни го кажуваат. Ние секојдневно не само што ни го кажуваат, ние сме се соочували или се соочуваме со тоа. Ние гледаме некои такви постапки и сериозно мора да направиме чекор напред на тој план. На анкетите вистина евроинтеграциите стојат високо, проблемите што се појавуваат, оние македонски црвени линии што и ние ги заговаравме во однос на, не знам, јазик, историја и така натаму, високо стојат. Граѓаните се заинтересирани за нив. За економијата се дури и позаинтересирани, но борбата со корупцијата и криминалот е долго време првата тема што граѓаните ја избираат на сите можни анкети или првата тема за која ни се обраќаат. Сега велам, ние го земам предвид и собранието и тие што активно веќе се занимаваат со политика, како најголемиот проблем во оваа држава. И апсолутно тоа е порака и до власта, се разбира дека и до власта да се зафати со решавање на тие проблеми и со процесуирање, односно да обезбеди систем во кој ќе може да функционираат и обвинителството и судството, но и како една препорака да не ги прават работите што претходно се детектирани дека еве тие што се на црната листа ги правеле. Тоа треба да ни биде и аларм. Јас да ве потсетам, господин Карапеовски, до неодамна, многу често до вчерашниот вице-премиер Груби беше на јавни настапи во присуство на американската амбасадорка. За тоа ќе треба да ги прашате во Стейт департментот. Дали може би сега ги добили информациите, не знам, сега може ние да шпекулираме. Сега ги добили информациите, не знаеле, предходно толерирале од некакви причини, ама тоа е веќе работа, тоа е веќе нивна работа. Кои се според вас спорните елементи во законот за употреба на јазиците? За кои се дигна голема врева? Прво, исклучително спорен е указот за прогласување на законот без подпис од претседателот на државата. Се едно што тој има обврска во определен временски период да потпише. За непотпишувањето има соодветни консеквенции. Например, политички може да отворите постапка во собранието дали претседателот го прекршил уставот, но не можете да објавите без негов потпис. Таму има и други некои формално правни работи, но јас не би навлегувал во формално правните. Зборувам од чисто јазичен аспект. Вие да внесете во една држава апсолутна двојазичност и тоа да го направите преку ноќ, без да дадете извесен период во рамките на општеството и на институциите да се приспособи, тоа е непримеливо. Не можете степенот на комуникација да го издигнете на соодветно рамниште ако тоа го направите преку ноќ. И тоа се всушност забелешките, особено во судскиот систем на Венецијанската комисија. Во однос на
албанскиот јазик, дали вие како партија ќе поддржите, кога ќе дојде време за промена на уставот, бришење на формулацијата која стои во моментот во уставот 20%, на што инсистираат вашите коалициони партнери Вредино и останатите партии од албанскиот блок? Можам да ви кажам дека ако уставот се отвора, тој треба да се отвори само за она за што е примарно во овој момент, тоа се евроинтеграциите, и таму имаме низа забелешки, ги знаете нашите ставови, можеби ќе се вратиме на таа тема, но не би било пожелно во првото следно отворање на уставот врзано со евроинтеграциите, условно сватете го овој збор, можеби е претен да се шверцуваат, или покрај евроинтеграциите, покрај потребата за евроинтеграции да се ставаат и други прашања што би се отвориле заедно со ово отворање на уставот, и на тој начин да биде условено или условен евроинтеграцијскиот процес и тие измени на уставот со низа други барања. Господин Карапеовски, вашиот лидер Максим Димитриевски, во јули се закани дека ќе ја напушти владината коалиција, ако уште еднаш ќе види дека министри од редовите на Вреди пред себе го постават албанското знаме. Потоа многу брзо ретерираше, се пишмани човекот во однос на употребата на албанското знаме. Дали ова неконзистентна политика на вашата партија всушност е опипување на пулсот, на издржливост на Мицковски да ве толерира во владата, или пак се уште имате добри релации со Мицковски, а сепак имате некаков анимозитет кон другиот коалицијски партнер Вреди? Ние немаме анимозитет кон никого и не би рекол дека тоа е неконзистентност. Не знам дали потоа се случила таква координација на министрите во владата со знаме. Јас барем немам видено. Би требало да имало такво нешто уште еднаш, па ние да не сме реагирале на тоа. Но, како и да е, Максим Димитриевски, председателот на движењето Знам за наша Македонија, ја даде таа изјава сакајќи да потенцира дека во оваа држава треба да се почитуваат уставот и законите. Законите се јасни како, каде се истакнува знаме и се употребуваат знамињата и државното и на заедниците. Така што не би рекол дека има некаков анимозитет. Ние просто апелираме кон тоа државното знаме, знамето на Македонија да биде соодветно истакнато така како што пропишуваат уставот и законите. Дали е провокација или несвесен потек на вашиот лидер Димитриевски да оди на промоција на книга каде се честува, односно се промовира книга она терористичка паравојска во Македонија, каде всушност се отцрнува она? Како што знаете, и генералниот секретар на Обединетите нации во тоа време Џорџ Робертсон рече дека она е терористичка организација. Така што не гледам ништо проблем со тоа. Знаеме дека во 2001 година се случи конфликт, така решивме да го нарекуваме конфликт, нели? Односно еден посериозен воени случувања, каде што се појави паравоена структура надвор. Тоа што не е во рамките на безбедносниот систем на државата се нарекува паравојска. И таа паравојска користеше и терористички начини на действување. Така што ако е проблем насловот или ако се проблем внатре, јас не сум ја прочитал таа книга, не можам сега да ја рецензирам, да ви кажам што има внатре конкретно, но предпоставувам и Димитриевски не ја прочитал пред да оди и не се појавил таму како рецензент на книгата и дека 100% ако одите на некоја промоција се согласувате, може би се согласува, може би јас се согласувам, не знам, ја немам прочитано, но ако е проблем насловот дека тоа е терористичка формација и паравојска, тогаш имаме проблеми со Џорџ Робертсон. Господин Карапеовски, 250 интелектуалци албанци подпишаа петиција пред Уставен во насока на Законот за употреба на јазиците, но да не заборавиме дека околу 400 македонски интелектуалци пред неколку години исто така подпишаа една декларација во насока на одбрана на македонските национални интереси. Вака ли ќе ги злоупотребуваме или ќе ги внесуваме
нашите научни мислители во дневно-политички сплеткарења. Жал ми е што е тоа така, што колку беа 250 рековте сега албански интелектуалци се подпишале. Треба интелектуалците да учествуваат и во дневната политика. Академијата, под академија мислам припадниците на академската заедница, треба да бидат активно вклучени во случувањата во општеството. Бидејќи го имам тој став, да речам еден за ангажираните интелектуалци, кој е сртеровски став, јас се водам по тоа. Јас сум активно ангажиран, се едно во општествените случувања, се едно од тоа што мојата првична кариера е академска. Но не сме да се злоупотребува, вие го употребивте зборот сплеткарење. Не треба да се сплеткари. Академијата, интелектуалците, што и да значи интелектуалци, ајде да речеме припадниците на академската заедница, луѓето што се движечката сила во општеството во тој дел на образование и наука, мислам дека секогаш со своите совети не само што се добредојдени, се нужни во една држава за да помогнат каде во кој правец таа ќе оди. Кога тие ќе седнат на заедничка маса и ќе се договорат за една и за друга декларација или како и да е писмо, како да направиме еднаш заедничка декларација, тогаш ќе бидеме на вистинскиот пат. Но тоа што тие се вклучуваат во општествените случувања самото по себе, по дефиниција не е лошо. Тие треба да бидат вклучени во општествените случувања, но науката генерално треба да ги надмине ваквите етнички, да речеме, кога настапувате во науката, вие не настапувате како македонец или како германец, вие настапувате како научник од одредена област. Ако се заснова овие декларации, ако се заснуваат на фундаментите на науката, тогаш тоа не би било проблем. Но честопати, вистина, интелектуалците во една држава се злоупотребуваат, но знаете како, тоа или од една страна кажува за општеството, дека не е на соодветното ниво, од друга страна кажува дека веројатно некој од тие интелектуалци, ако потпаднале под таква некаков притисок или научното си го ставиле во втор план, можеме да спориме за некои нивни, можеби само етички, не мора да се научни. Господин Карапеовски, професор сте, не случајно и Венаев, како професор на Филолошкиот факултет. Зошто, иако пред 11 месеци е усвоен законот за употреба на македонскиот јазик во собранието, и до ден денеска тој не е во употреба. А се удирате во гради дека вие ја браните националните интереси, го промовирате и негувате македонскиот јазик, идентитет и така натаму. Предпоставувам дека проблемите биле од формална природа, бидејќи тогаш отидовме на избори, се воспостави нова влада, колку што знам, новиот совет за македонски јазик веќе е поминат на владина седница. Претходно во службен весник пред некој месец беше објавена владината одлука за претседател на Советот за македонски јазик и колку што знам, не можам да тврдам, за тоа ќе треба да го прашаме министерот за култура, почнат е процес за воспоставување на оној за структурирање на инспекторатот за македонски јазик. Законот за македонски јазик е веќе на сила. Тоа секако. Така како што е вакацио легис тамо колку дена, тој е влезен веќе во сила со објавувањето или 8 дена колку и да е по објавувањето. Но исто како што зборувавме за законот за употребата на јазиците, така и за законот за употребата на македонскиот јазик. Таму има известни барања за кои општеството треба да се приспособи. И претходно во законите стоело дека се треба да биде лекторирано, дека државните органи треба да имаат вработено лектор, но сега се воспоставуваат и нови институции што ќе може да спроведат известен тип на казнена политика, односно на казни во смисла на прекршочни казни за прекршителите, предвиден инспекторат за македонски јазик, треба да се воспостават тие институции. Колку што сум запознаен, се работи на воспоставување на тие институции, се надевам дека во многу брзо време ќе бидат воспоставени и дека соодветно ќе надгледуваат примената на законот. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам и вам. Бобан Карапеовски, актуелен пратеник, професор на Филолошкиот факултет.
Гледавте Трилинг, довидување до идниот петок во исто време. До тогаш читајте не на trilling.mk.